Создавање на словенската писменост. Словенската писменост се создала во 9 век и тоа од две причини – политички и религиозни. Политичките причини се поврзани со кнезот Ростислав, владетелот на првата словенска држава Велика Моравија. Тој се плашел од силното влијание на германските кралства од запад и германизација на словените, како и од јужното влијание на Византија и елинизирањето. Затоа побарал мисионери од Византија кои ќе го шират христијанството, но на словенски јазик. Византија прифатила за да го спречи ширењето на германските држави и за да се заштити себе си. Религиозните причини пак се однесуваат на ширењето на христијанството. Словените биле пагани, а христијанизирањето било наедноставно да се направи на нивниот јазик, зашто тие не ги знаеле од Бога дадените латински, грчки и еврејски. Целта на Кирил и Методи била ширење на христијанството. Затоа Кирил прифаќа да ја реализира моравската мисија, а за остварување на целта ја составил првата словенска азбука Глаголицата. Брат му Методи пак ги превел потребните богослужбени книги од грчки на словенски јазик. Така подготвени, заедно со своите ученици и следбеници, тие 863 година тргнале во остварување на моравската мисија. Создавањето на првата словенска азбука, Глаголицата, го означува почетокот на словенската писменост. Првиот литературен јазик на словените е старословенскиот јазик создаден врз основа на говорот на словените кои живееле во околината на Солун. По моравската мисија создадени се неколку центри за остварување на словенската писменост. Во Македонија тоа се Охридската и Лесновската школа, а во Бугарија Преславската, каде најверојатно е создадена кирилицата. Најстари зачувани текстови од Македонија се Зографското, Асемановото и Мариинското евангелие, сите пишувани со глаголица.